Почитувана публико, на сцената се појави еден нов театар. Сцената е виртуелниот простор и сцената во овој случај ја символизира потребата од гласност и јавност. Нема класична театарска постановка, иако ќе живее за театарот, но ова е театар што за театарот ќе пишува, ќе го анализира, ќе го фали, ќе го куди, ќе го афирмира, доосветлува. Овој театар веднаш ни сугерира дека можеме да си го чувствуваме како свој, дека е всушност наш и дека можеме да го викаме нагалено, театарче. Но тоа нема ништо да смени во силата на неговите ставови. Всушност, нашето театарче е првиот електронски весник или интернет страница. Неодамна ја имаше својата јавна промоција, иако влюбениците во театарот неколку недели можат да прочитаат издржани текстови за македонските театарски случувања. За наше театарче се грижат Катерина и Борче Грозданови. Тоа е нивното чедо и е плод на нивната огромна љубов кон театарот. Поле за театарски надпревар меѓу луѓето во Македонија. Значи, идејата се е во главата. Нели, и уште Шекспир рекол, светот е сцена. А ако светот ние го перцепираме преку мозокот и главата, значи, во нашите глави има театар. А ако во нашите глави има театар, тогаш се е театар. Нели, се почнало со уличен театар. Се почнало со едно столче, еден гледач и еден актер. Значи нема тука ни режисер, ни драматург, ни обмислувач, ни сценограф, сите оние што ги разубавуваат чинот. Не велам дека не треба, но идејата е дека постои зборот, интерпретираниот збор, постои мислата, постојат спомените, постојат сеќавањата. И постои мигот во кој нешто чини или не чини. Сето тоа ќе го има во нашите театарче. За да се почне нешто ново, треба сила, пред се треба финансиска сила, на таква сила мислам. Кој беше тој кој што ви дувна ветер во грбот за да почнете ваква работа, нова работа? Да. Пред се мислевме да почнеме, значи без финансиски средства, од љубов, како што и го сакаме театарот. Но излезе конкурсот во АВРМ за помош на инвалидизирани лица за нивно самовработување. И јас, бидејќи сум невработена, ми дојде желба, реков, зашто не пробаме Борче со овој проект, мислевме дека ќе биде интерес за UNDP и за државата и ќе биде од национален интерес. Зашто ваков сајт не постоеше во Македонија и беше сите има сајт за култура, не викам не, ама се бава со сликаштво, со книжевност, со се. Нема специализиран сајт. Сајт само за театар, строго театар. Постои место во интернетскиот простор каде што не само вие, сите оние кои што имаат да кажат нешто за театарот, можат да се изјаснат слободно. Апсолутно, од тука е идејата дека е поле за театарски надпревар. Значи, буквално јас кажав и на презентацијата одржана неодамна, дека за сите е отворено. Од актери до обична публика, на крајот од краиштата без публика не правиме ништо. Многу пати публиката ме демантирала. Нешто што не ми се допаѓало, влечело публика како лудо. Колку време всушност ја градевте сцената на наше театарче? Колку време размислувавте како треба, што треба, како ќе изгледа, од какви материјали ќе треба да се направи за да биде стамена? Материјалот, пак ќе дојдеме до главата и до идејата. Материјалот е во идејата. Значи, сето тоа театарче се гради и ќе се гради во од. Но, конструкцијата е правена некои 2-3 месеци, со сесарна помош на мојата директорка и сопруга Катерина Грозданова, а идејата, самата идеја, самиот порив или занес или сон тогаш трае 3 години, повеќе од 3 години. Значи, сега е, кога веќе е реалност, малку ми е дури и чудно, бидејќи ми се одзема малку сонот. Но сонот ќе го вградам овде, не, да завршам, но сонот ќе го вградам овде. Апсолутно. Па знаете, кога сонувате, да одговорам директно, кога сонувате се некако убаво, ова ќе направиме, она ќе направиме, но првата сопка или
Знаете, куклата е излогот, додека ја гледате во излог е убава, која ќе ја земете веќе врацет готово. Ето е, сонот завршува. Но, сонот ќе го градам и тоа, фала Богу, по мое. Верувавте всушност дека македонскиот театар има сила, се уште ја има моќта, да пополни еден голем интернет простор, што се вика Наше театарче? Јас верувам во таа идеја. Значи, идејата секој ден растеше. Јас кога појдов на првите предавања за обуката која вршевме, ја бев спремна целосно. Јас го имав цело театарче пред мене, како ќе изгледа. Од рубрики, од сите можни преприки кои ќе се случат, ние ама се втурнавме во таа идеја и мислевме дека може да се издржи малце по-специфична категоријата, малце се по-специфичен, луѓето се малце кои го читат тој од самот театар строго, но ние мислиме да оставиме на таа идеја и да истуркаме натака. Во Наше театарче ентузијазмот го крепи професионализмот, а може и обратно. Борче Грозданов е долгогодишен театарски критичар и хроничар на македонскиот театар. Катерина Грозданова е силата што ја држи или ја симнува представата од сцената. Верната публика. И поради многу асоциации, ја носи овој весник во себе вистинската театарска драматика во која неизвестноста во едно драмско дело ја тера публиката до крај да ја остане верна на представата. Но главните актери, Катерина и Борче, само што тргнаа да си го остварат сонот и амбициите. Всушност, ќе ја сецирате македонската театарска сцена, актуелната? Да. И ќе ја ставиме под лупа. И ќе ја ставиме под лупа и нека знаат дека тоа ќе биде без пардон. Ако, да бидам до крај чесен, ако и некогаш сум калкулирал, ретко, ама сум го правил и тоа, овде нема да има калкулирање,